Силен дожд, голема беља и досетката која денове ја кажува населението кое живее во селата, во Полињата, во Кочанската котлина. При тоа мислат на слабите, но долготрајни врнежи кои предизвикаа значително зголемување на водотеците, ги преполнија браните поради што состојбата на теренот е алармантна. Утрово екипа на ТВ Кочани направи обиколка на критичните места во регионот и имаше што да се види. Во општина Чешиново Блешево, градоначалникот Костадин Личков одржа состанок со представници на кризниот штаб со цел меѓусебно информирање за ситуацијата на терен. Потоа беа посетени критичните точки во општина Чешиново Блешево со цел да се направи проценка дали нешто треба да се превзема. Веќе како што гледате самите, постојано сме на теренот, ги следиме бурно и будно овие настани што доваѓаат со овие врнежи. Се надеваме дека после овој состанок ќе преземеме сега соодветни мерки за да не настане некоја ситуација што ја имавме као лани. Се надеваме дека нема да имаме толку врнежи во време, ама од наша страна пак ние да бидеме подготвени за да не дојде до поголеми проблеми и да самите граѓани да бидат заштитени. Да, бугарскиот канал веќе е исчистен, тоа е ободниот канал што зафаќа од село Бање кој излегува до уливот на река Злетовица. Е исчистен на повеќе места, ама со големи допор на вода. Значи имаме кинење на неколку места со тоа што пак ќе се преземат некои санации. Се надеваме дека во текот на денешниот и утрешниот ден ќе имаме поголеми активности на врска со него. Поради најавите за пообилни врнежи и опасност од поплави, Личков апелираше граѓаните да ги исчистат вадите околу нивните живеалишта. Моја иницијатива до самите граѓани кои ги имаат своите каналчиња дома покрај нивните дворови да ја бидат прочистени, кои самите треба да знаат и за своето добро, да се зачувуваат и да се надеваме дека ќе немаме врнежи во време. Првиот човек на штабот за справување со кризи, Благој Николов, вели дека водотеците се во критична, но и се уште под контрола, поради што механизацијата е ставена на готовс. Будно ја следиме ситуацијата, во моментот е критична, меѓутоа не во толкова мера да постои некоја поголема опасност. Мислам по другите најави што поголемата опасност се очекува наредните денови, негде сабота, недела. Мислам тогаш може да, ако продолжи со ваков интензитет, мислам дека може да бидат поголеми штетите и веќе во и населените места. Да, во моментот на терен има, значи ние како дирекција за заштита и спасување имаме склучено договори со фирми кои располагаат со таква механизација, меѓутоа од наша страна не се уште ангажирани, значи нема потреба во такви ситуации, значи реагираат штабовите на општините. Еве сега пред малку време беме на состанок со градоначалникот на Чешиново Блешево, се договориме за некои работи, значи гледаме да во ова невреме, во овие штети што наканно би се решили да бидат што помали. Значи негде свесно да се интервенира, да биде водата не поплавена земјишто, него да бидат спасени населените места. Проблем може да представува полното со вода Чифличко поле, кое полека се прелева кон Чешиновскиот атар, поради што населението од двете села меѓусебно се обвинува. Не помалку алармантна ситуацијата е и во Грдовско, каде Оризарска река веќе пробила еден од насипите и се излива во Оризовите полиња. И овде е создадено мало езеро кое денеска и утре може да се прелее кон Подлог и Мојанци, особено доколку се остварат прогнозите и заврнат посилни дождови. На околу 300 метри низводно на реката Оризарска пробиен е еден од насипите и токму поради тоа ова вода која овде ја гледаме во ова Грдовско поле практично е надојден и представува едно своевидно езеро. Минатата година кога беа големите поплави, беше пробиван патот за да се спасат селата од поплавување. Доколку се остварат најавите на прогнозерите во сабота и недела и доколку дојдат до обилни дождови, можно е повторно овде да треба да се интервенира затоа што реална опасност од поплави постои. Нашата екипа го посети и мостот на Брегалница кој ги поврзува Зрновци и Грдовци, а кој во ланските поплави претрпе сериозни оштетувања. Доколку се задржи ова ниво на реката, мостот веројатно ќе го издржи нејзиниот налет. Меѓутоа, доколку тоа порасне, опасноста од дополнителни оштетувања и уривање може да биде реална.